Добар ден, драги ученици! Јас сум Убавка Џинов и сум наставник по хемија во Основното училиште 11 октомври во Скопје. Многу ми е драго што сум дел од тимот на училница. Денешната наставна единица што треба да изработиме е секојдневни материјали и нивни својства, која е дел од втората тема метали и неметали. Во оваа наставна единица имаме за цел да научиме да направиме разлика помеѓу материјали и предмети, односно она што е материјал, а што е предмет, да ги разликуваме тие два поима, да ги опишеме својствата на некои секојдневни материјали, да ја поврземе примената на секојдневните материјали со нивните својства. Всушност, што значи тоа? Дека оној материјал кој што треба да го направиме предметот, треба да знаеме негово својство кое што ќе биде битно за неговата примена. Па така од оваа слика ќе видиме дека имаме научилна во која што имаме доста предмети кои што може да ги наброиме. Јас ви ги подредив во табела предмет и материјал од кој е изграден тој предмет. Например, да тргнеме од клупата. Клупата е изградена, направена од дрво и железо. Зошто? Бидејќи ние знаеме дека дрвото е цврсто, тврдо, издржливо и подолговечно. Затоа и се користи тој материјал. Додека гледаме и столчето, дека исто е составено од дрво и железо. Таблата е изградена, односно направена од дрво и таа е подолготрена, бидејќи доста време се користи во училиштата. Парното гледаме дека се состои од железо. Че железото има едно посебно својство кое што е битно, а тоа е неговата густина. Ќе се запознаеме понатаму со тоа својство. Потоа, прозорецот знаеме дека е изграден од алуминиум. Значи, алуминиумски прозори, бидејќи тие се поекономични и знаеме дека повеќе задржуваат топлина во просторијата во која се наоѓаме. Подот од ламинат. На следната слика ќе видиме на следната слика, значи ќе гледаме дел од внатрешниот интериер на куќа, тоа е дневна и трапезарија и може да забележиме доста предмети како што се маса, стол, врата, прозор. Односно, тука ќе видиме дека масата, столот, вратата се изградени од дрво, прозорот од алуминиум. Што значи тоа дека вратата, столот и масата се од еден ист материјал направени, но тие предмети имаат различна намена. Може да опишеме дека вратата е повисока, односно поголема од масата и потешка, дека да кажеме полицата која што е за книги или украси е поголема и потешка од масата и така натаму. Но масата, односно тежината, не е својство кое може да опишеме еден материјал, туку може да се запрашаме зошто ние дрвото го користиме како материјал за да ги направиме тие предмети. Најбитно својство кое што го има дрвото е тврдоста, трајноста и погодно е за ставање на предмети. Па од тука може да заклучиме дека материјалите се супстанци кои ги користиме за да направиме одредени предмети. Исто на овие две слики тука ќе видиме дека дрвото е материјал кој сме го искористиле за да ги направиме овие предмети како што се масата, столот, шкорчињата. Но тука треба да заклучиме дека
имаат тие предмети различна намена и различни својства. Всушност, треба да знаеме дека материјалот го опишуваме преку неговите својства: боја, форма, густина, тврдина, намена и така натаму. Значи, едно својство мора да опише било каков примерок од тој материјал. Например, имаме клинец и железничка пруга на сликите. Тука што може да забележиме? Дека тие се направени од еден ист материјал, а тоа е железото. Всушност, нивната примена не е иста. Железото што го сочинува и двата предмета е исто, со исти својства, но немаат иста намена. Иако клинецот го гледаме дека е лесен со мала маса, а пругата е тешка со голема маса. Па така ние ќе заклучиме дека всушност тешко, лесно, масата, тежината не е својство, туку својство кое е битно за железото е неговата густина. Значи, густината е едно својство кое може да го искористиме за да опишеме еден материјал. И заклучокот од ова е дека густината е својство на еден материјал, но не и масата. Овде на сликите ќе видите имам 3 типа на кутии за накид. Првата кутија за накид е дрвена и внатрешно таа е обложена со сунгерест материјал за да може да се става накидот, а да не може да се оштети, да не може да се изгребе. Додека втората кутија се состои од материјал гледато обложена и од надвор и од натре и има прегради внатре за да не може да се гребе накидот, да не се оштети или пак доколку падне да не се изгребе. И третата кутија, таа е пластична кутија од надвор, но однатре повторно има сунгерест материјал. Гледате дека сите 3 кутии имаат различен материјал употребено, а имаат една иста намена. Понатаму, при користењето на материјали, изборот на материјалот од кој сакаме да направиме одреден предмет зависи од тоа за што ќе го користиме тој предмет. Например, ќе ни биде потребен дополнителен материјал за да се заштити, пример како на сликава со лаптопот, да се заштити лаптопот за да го сместиме ние во неговата кутија додека тој се транспортира. Всушност, затоа имаме кутија, имаме обложен лаптопот од страна со дополнителен материјал и главното својство при изборот на овој дополнителен материјал за пакување би била неговата тврдина. Пакувањето треба да содржи мек материјал за да го ублажи тој удар во случај кутијата да падне или пак да се судри со некои други кутии во транспортот на лаптопот. Значи, главниот својство при избор на материјал за пакување е неговата тврдина. Во денешно време, пакувањето обично се прави од материјал така наречен стиропор. Сите сме виделе стиропор и знаете, и тука ви имам на сликата, може да видиме дека е составен од ситни топчиња, односно тоа е пластика која содржи големо количество на газ во себе. Тие заробени меурчиња на газ го прават пакувањето да биде многу сунгересто, меко, а малата густина уште едно корисно својство на стиропорот. Всушност, сето ова е корисно при транспортот, поточно за електрични или други уреди. Од тука ќе дадеме заклучок дека различните материјали имаат различни својства, дека при изборот на материјалите од кои сакаме да направиме одреден предмет,
зависи од тоа дали и за што ќе се користи тој предмет. Научниците ги користат својствата за да ги опишат материјалите, но не предметите. И различните материјали може да ги групираме според тоа дали тие се природни или вештачки материјали. Со што следниот час ќе опишеме кои се природни, кои се вештачки материјали. Сигурно вие сте запознаени дека природните материјали ги користи човекот, ги употребува, ги добива од природен пат, но ги обработува за своји потреби, но не ја менува нивната структура. И на крајот ќе ви дадам една домашна задача со тоа што треба да направите вие еден предмет од материјал по свој извор. Вие треба, откако ќе го направите предметот, да објасните накусо зошто токму тој материјал го одбравте за да го направите тој предмет. Какво својство има тој материјал, зашто го употребивте за тој предмет и зошто е соодветен за таа намена тој материјал. Јас ви посакувам успешна работа и се надевам дека доста сум ви од помош со оваа лекција. Ви благодарам на вниманието. Секое добро.